Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата дневна емисија, која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денеска би кажал неколку воведни зборови за надежта што сведочи. Христијанинот не ја чува надежта само за себе. Таа станува сведоштво пред светот. Луѓето околу нас го гледаат мирот што го имаме во тешки моменти. Во минатата емисија зборувавме, ако се сеќавате, за Христовиот мир, кога Исус рече: мир ви остава, мојот мир ви го давам. И рековме дека тој мир не се купува со пари. Значи, кога тој мир ние ќе го имаме, ние тоа ќе го споделиме и со другите. Луѓето околу нас го гледаат мирот што го имаме во тешки моменти, светлина што не згаснува во темни денови, сила што доаѓа не од нас, туку од Бога во нас. Нашиот живот станува порака дека постои извор на надежта, дека постои Бог кој носи нови почетоци и дека верата не е празна идеја, туку жива сила. Во светот што го губи патот, надежта на верникот станува светлина која покажува дека уште постои причина да се верува и да се продолжи. Апостол Петар во своето прво послание во 3 глава во 15 стих вели: бидете секогаш подготвени да одговорите за надежта што е во вас. Светот го слуша најсилното она што го гледа во нашиот живот. Нека и ние еве денеска да зрачиме со таа надеж. Како светлината, како сонцето што свети, не може никој тоа да не го примети. Нека Господ ни помогне да навистина таа надеж што е во нас да се рефлектира преко нашите дела, преко нашиот живот и преко нашите зборови. Да слушнеме сега молитвата Отче наш. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo Ti si. Krstu radi nas
Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si Bog. Koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene kao cvet, koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Последното кажување за страдањата Исусови, помазувањето во Витанија, Пасха и тајната вечера, борбата во Гециманија, јудиното предавство, Исуса го фаќаат, сослушувањето пред свештеничкиот старешина, Петровото одречување. Глава 26. И кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците своји: Знаете дека по 2 дни ќе биде Пасха и Синот човечки ќе биде предаден на распјатие. Тогаш првосвештениците и книжниците и старешините народни се собраа во дворот на првосвештеникот по име Кајафа и се советуваа како да го фатат Исуса со измама и да го убијат. Но рекоа: само не на празникот, за да не стане бунт во народот. А кога беше Исус во Витанија, во куќата на Симона Прокажениот, се приближи до него една жена која носеше шише со скапоцено миро и го изли врз главата негова кога он седеше на трапезата. И штом го видоа тоа, учениците негови се расрдија и рекоа: какво е тоа растурање? Оти тоа миро можеше да се продаде многу скапо и парите да се разделат на сиромаси. Но Исус, разбирајќи го тоа, им рече: Зошто ја буните жената? Таа направи добро дело за мене. Оти сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Таа, изливајќи го тоа миро врз телото мое, ме приготви за погребение. Вистина ви велам, каде и да биде проповедано ова Евангелие, по цел свет ќе се прикажува за нејзин спомен и тоа што го направи таа. Тогаш еден од 12-те по име Јуда Искариот отиде при првосвештениците и рече: што ќе ми дадете па да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш тој бараше погодно време да го предаде.
А во првиот ден на празникот, без квасници, пристапија кон Исуса учениците и му рекоа: "Каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха?" Он им рече: Одете в град при тој и тој човек и кажете му: Учителот вели, времето ми наближи, при тебе ќе ја прославам Пасхата со учениците своји. Учениците направија како што им заповеда Исус и ја приготвија Пасхата. Штом се стемни, он седна на трапезата со 12-те и кога јадеа им рече: Вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде. Тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува: "Да не сум јас, Господи?" А он им одговори и рече: Оној што ќе макне со мене во чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки вистина си оди, како што е напишано за него, но тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе се предаде. Добро ќе беше за тој човек ако не беше се родил. А Јуда што го предаде, одговори и рече: "Да не сум јас, Рави?" Му одговори. Ти рече: И кога јадеа, Исус зеде леб, го благослови и рече: Земете, јадете, ова е моето тело. И како ја зеде чашата, заблагодари и им даде и рече: Пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за мнозина за опростување на гревовите. И вам ви велам, оти од сега нема да пијам од овој лозов плод, се до оној ден, кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. И откако испеаја благодарствена песна, се искачија на Елеонската гора. Тогаш им рече Исус: Сите вие ќе се соблазните заради мене уште во оваа ноќ, зашто е напишано: ќе го поразам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. А по воскресението мое ќе отидам порано од вас во Галилеја. Тогаш Петар му одговори и рече: "Дури и сите да се соблазнат заради тебе, и јас никогаш нема да се соблазнам." Исус му рече: Вистина ти велам, дека оваа ноќ, уште пред да пропее петел, 3 пати ќе се одречеш од мене. Петар му кажа: "Ако затреба, дури и да умрам со тебе, нема да се откажам од тебе." Истото го рекоа и сите ученици. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гециманија и им рече на учениците: Поседете тука додека отидам онаму да се помолам. И кога ги поведе со себе Петра и двајцата Зеведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш им рече Исус: Смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене. И како се поодалече малку, падна ничкум. Се молеше и говореше: Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како јас што сакам, туку како ти. Па дојде при учениците и ги затече како спијат и му рече на Петра: Толку ли не можевте еден час да останете со мене будни? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Отиде пак повторно и се помоли говорејќи: Оче мој, ако не може да одмине од мене оваа чаша, да не ја испијам, тогаш нека биде волјата Твоја. И кога дојде, пак ги најде да спијат, и очите им беа натежнале. И кога ги остави, отиде и се помоли по трет пат, изговарајќи ги истите зборови. Потоа дојде при учениците своји и им рече: Се уште спиете и почивате. Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во раците на грешници. Станете да одиме. Ете, наближи оној што ме предава. Додека он уште говореше, ете Јуда, еден од 12-те, дојде и со него многу луѓе со ножеви и колови испратени од старана на првосвештениците и старешините народни. А оној што го предаваше им беше дал знак велејќи: Кого што ќе го целивам, оне, фатете го. И веднаш се приближи до Исуса и му рече: Радој се, Рави, и го целива. А Исус му рече:
Пријателе, зошто си дошол? Тогаш пристапија, положија раце на Исуса и го фатија. И ете, еден од оние што беа до Исуса протегна рака и извади нож, па како го удри слугата на првосвештеникот, му го отсече увото. Тогаш Исус му рече: Врати го ножот на местото негово, зашто сите што се фаќаат за нож, од нож ке загинат. Или мислиш дека не можам да го помолам сега својот Отец да ми прати повеќе од 12 легиони ангели? Но, како ќе се исполнат писмата ако ова не стане? Потоа Исус му рече на народот: Како на разбойник сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите. Секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот, и не ме фативте. Но сето тоа стана за да се исполнат пророчките писма. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. А оние што го фатија Исуса го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Петар пак одеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот и како влезе внатре, седна со слугите за да го види крајот. А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бара лажно сведоштво против Исуса за да го убијат. И не наоѓаа. И макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа. Но најпосле дојдоа двајца лажни сведоци и рекоа: Овој кажа: можам да го урнам Божиот храм и за 3 дни да го созидам. И како стана, првосвештеникот му рече: Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше, а првосвештеникот му рече: Те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос, Син Божји? Исус му одговори: Ти рече, ви велам пак, од сега ќе го гледате Синот човечки како седи оддесно на силата и како доаѓа по небеските облаци. Тогаш првосвештеникот ја раскина облеката своја и рече: Овој хули на Бога. Каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете, сега го чувте неговото хулење. Како ви се чини? А тие одговорија и рекоа: Заслужува смрт. Тогаш го плукнаа в лице и го удираа по образите, а други го пиеја и говореа: Проречени Христе кој те удри. А Петар седеше надвор во дворот и се приближи до него една слугинка и му рече: И ти беше со Исуса Галилеецот. Но тој се одрече пред сите велејќи: Не знам што зборуваш. А кога одеше кон вратата, го виде друга и им рече на оние што беа таму: И овој беше со Исуса Назареецот. И пак се одрече тој со клетва: Не го познавам човекот. Малку потоа се приближија оние што стоеа таму и му рекоа на Петра: Навистина и ти си од нив, зошто и говорот твој те истава. Тогаш тој почна да се колне и се заколна: Не го познавам човекот, и веднаш запеа петел. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: Уште петел пред да пропее 3 пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и плачеше горко. Za ljubov, hrana Isus.
Кога Исус повторно ќе дојде? Во 1978 година е пронајден чудесен лек кој двојно го продолжува човечкиот живот. А во 1980 година моторите со внатрешно согорување се забранети со закон во сите големи градови во светот. Во 1981 година Монтана станала казнена држава бидејќи таму ги преместувале сите затвореници од Америка. Од 1994 година нема повеќе наркомани, ниту трговија со дрога. Дали ви е познат некој од овие важни настани? Сигурно не, затоа што никогаш не се ни случиле. Но сите нив уверливо ги предвиделе познати пророци, футуристи. Сите имаме вроден стремеж да погледнеме во иднината. Сакаме да знаеме што не очекува зад хоризонтот. Меѓутоа, точните предвидувања остануваат недосегливи. Да се прогнозираат метеоролошкото време, например, дури и за само еден ден однапред е многу тешко. Меѓутоа, постои Бог, чии што пророштва се сигурни и точни. Исус Христос, со помош на својата реч, може да не поведе во иднината. Кога Исус повторно ќе дојде, е прашање. Тој верен водач. Во ова лекција, во ова предавање ќе видиме што рекол Исус за своето второ доаѓање. Конечно, може ли некој да знае повеќе од крајот на светот, ако не оној кој го создал? Знаците на близината на Исусовото враќање. Кога Исус им рекол на своите ученици дека ќе се врати по повтор пат на нашиот свет, кое прашање му го поставиле учениците? И кога седеше во Маслиновата гора, дојдоа кај него учениците негови насаму и му рекоа: кажи ни кое ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот. Мати 24:3. Исусовиот одговор бил јасен и недвосмислен. Во Евангелието според Матеј 24 глава и во Лука 21 глава тој лично ги открил знаците или показателите според кои можеме да знаеме дека неговото доаѓање е близу. Други библиски пророштва исто така ни помага да го дополниме увидот во деталите за состојбата на светот пред самото негово доаѓање. Како што ќе видиме, овие пророштва токму сега се исполнуваат пред нашите очи. Тие укажуваат на фактот дека Христос само што не дошол на нашава планета. Да ги разгледаме, почитувани, сега 10 знаци, односно патокази од библиските пророштва кои не насочуваат на нашиот небесен пат до небото, како и прашањата што би можел да ги постави современиот патник кој ќе ги види. Првиот знак: неизвестност, страв, терор, збунетост. Како би го опишале времето кој изобилува со сета технологија што е потребна за постигнување среќа на луѓето, а сепак мнозина страдаат во несрекни семејства и поради насилство меѓу соседите и пријателите. Пред околу 2000 години Исус Христос дал пророчки опис на нашиот денешен начин на живот, кој изгледа како да е преземен од некои дневни весници и ки има знаци на сонцето, на месечината и на звездите, а на земјата народите ќе бидат опфатени од срав и збунетост од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе примираат од срав, од исчекувањето на она што ќе го снајде светот, зашто небесните сили ќе се затресат и тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа на облак со голема сила и слава. А кога ќе почне да се случува сето тоа, исправете се и подигнете ги главите, зашто се приближи вашето избавување. Лука 21 глава од 25 стих. Точниот опис на денешното атомско време не може подобро да се изрази од она што го кажал Исус. Луѓето ќе примираат од срав и од исчекувањето на оно што ќе го снајде светот. Денешното поколение е израснато под сенка на натрупаното оружје, чија сила е доволна да се уништи целата наша планета. Денешните грижи прават
оние вчерашните да ни се чинат смешни. Но нам, кои живееме во ова злосрекна доба, Исус не остава без надеж. Моменталната општа несигурност, страв и неизвестност само ја потврдуваат вистинитоста на пораката дека Христовото доаѓање на вистина е близу. Често може да слушнеме како нашите современици се жалат со зборовите: гледајте на она што спадна светот. Но оној кој ги истражува библиските пророштва можат мирно да каже: погледнете кој доаѓа на нашиот свет. Втор знак – глобални несреќи насекаде. Како се вклопуваат природните катастрофи во сликата за настаните на последното време. Ки има големи земјотреси, вели Библијата, а на разни места ки има глад и помор, ки има стравоти и големи знаци на небото. Така и вие која ќе видите дека ова се збиднува, знаете дека Божјото царство е близу. Лука 21:11. Скептиците можеби ќе забележат: па што? Од секогаш имало глад и земјотреси. Но да застанеме малку кога ќе го спомнуваме гладот. Не е ли чудно во време кога човекот стигнал на месечината, 2/3 од населението во светот да страдаат од глад? Како репортажите за гладните деца се набабрени со набабрени стомачиња редно се појавуваат на вестите, на телевизиите, додека други луѓе на земјата имаат храна повеќе отколку што им треба. Исус знаел дека на крајот од времето гладот ќе земе голем замав поради себичната човечка природа, подмитливите влади и вооружување на судири. Се во ова предизвикува проблемот со гладот да станува се поголем. Што може да кажеме за земјотресите? Дали нивниот број се зголемува или ние денес сме подобро известени од порано? Одговорот можеме да го пронајдеме во статистиката за силните земјотреси, за оние над 7 степени по Рихтеровата скала. Во 9 век се случил еден голем земјотрес, а потоа немало силни земјотреси се до 16 век. Потоа 2 во 18 и еден во 19 век. Меѓутоа, во првите 3/4 од 20 век имало 9 разорни земјотреси. Бројот на земјотресите двојно се зголемил во однос на сите претходни векови заедно. Доказите и натаму се зголемуваат како се приближуваме до денешниве дни. Од 75 до 78 година, за само 3 години, доживеавме 10 земјотреси со разорнувачка сила и светот се уште не престанува да се тресе. Ерменија, Индија, Мексико, Сан Франциско, Лос Анџелес, Турција, Грција, Тајван, Индонезија. Списокот се зголемува. Овие феномени стануваат се поинтензивни и потврдува дека Божјото царство е близу. Колку силни земјотреси ќе има во 21 век? Каде ќе се случи? Колку луѓе ќе загинат? Дали овој век ќе биде век на земјотреси или век кога царот на царевите ќе се врати? Трет знак – трупање на богатство. Што значи податокот дека богатството преминува во рацете на се помал број поединци, додека се побројното население тоне во сиромаштија? Златото ваше и среброто ви зараѓа и рѓата нивна ќе биде сведоштво против вас и ќе го изеде телото ваше како оган. Сте насобрале богатство за последните дни, пишува Јаков во 5 глава 3 стих. Наспроти економскиот просперитет и раст на националниот доход во западните земји, од кои застанува умот, богатите стануваат се побогати, а сиромашните се посиромашни. Во 90-тите години од минатиот век станавме сведоци за лудилото на купување обврзници и трговија со предпријатија. Поединци купували, продавале предпријатија и фирми како да се
работи за стари автомобили. Резултатот е очигледен. Неверојатна концентрација на богатство и мок во рацете на малку луѓе, затворање на погони, губење на работни места за многумина. Милиардерите кои станале милиардери само по неколку трансакции се само знак кој покажува дека зашто доаѓањето на Господ се ближи, вели Јаков во 5 глава, 8 стих. Дека светот забрзано се приближува кон второто Христово доаѓање. 4 знак – немири во светот. Зошто незадоволството меѓу работниците забрзано се зголемува и зошто има толку немири и покрај големиот технолошки напредок и натрупаното богатство. Еве платата на работниците кои ги ожнија вашите ниви, што вие им ја скусивте вика и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над силите. Чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто доаѓањето на Господ се ближи, пишува Јаков во 5 глава, 4 и 8 стих. Откако прорекол натрупување на невидено богатство во нашите денови, апостол Јаков предвидел и немири на незадоволните маси. Напнатоста меѓу оние кои имаат и оние кои немаат постојано се зголемува. Под навидом мирната социјална површина на големите градови се крие огромен потенцијал на немир. И тоа станува се поочигледно. Апостол Јаков истакнува дека таквата состојба е уште еден знак, дека доаѓањето на Господ се ближи. 5 знак кој укажува на Христовото доаѓање. Падна моралот. Зошто моралната структура на општеството се развива толку негативно? Зошто пропаѓаат вредностите? А ова знае го, во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто. Предавници, избубливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од низината сила. Отстранувај се од нив. Додека злите луѓе, измамниците ќе напредуваат во злото, измамувајки и бивајки измамени. 2 Тимотева, 3 глава, од 1 до 5 стих. Можете ли да замислите поточен опис на современиот свет, почитувани? Погледнете на која било страна и ќе го видите арогантниот материализам на дело, незамислив пораст на злопотребување на деца, полова изопаченост, недобри пријатели, односно непријатели, непријатни гледки да ги прават младите препуштени сами на себе, деца во рана младост кои без размислување убиваат и осакатуваат, следбеници на задоволствата, кои култот на себично задоволување на своите страсти го нарекуваат здрав и нормален. Нашата обседнатост со неограничената слобода, може да кажеме, причина за тешките времења. Сите овие појави формираат мозаик кој гласно објавува дека Исусовото доаѓање е многу скоро. 6 знак – ширење на окултни појави. Како е можно во ова целосно секуларизирано време да постои рапиден пораст на интересот за окултните појави? Библијата вели, а Духот јасно вели дека во подосежните времења некои ќе остапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења. 1 Тимотева, 4 глава, 1 стих. Тоа е оној чие доаѓање според сатанското дејствување, со секаква сила и со чудесни знаци и со лажни чуда. 2 Солуњаните 2.9. Зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, па ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заблудат, ако е можно, и избраните. Матеј 24.24. Ове стихови, почитувани, истакнуваат дека Антихрист
пред крај на времето ќе ги заведува луѓето служејќи се со разни знаци, чуда и лажни манифестации на надприродното. Оваа слика остро се спротивставува на она што е толку одамна го предвиделе рационалистите, дека разумот ќе го победи празноверието. Ни велија дека научниот пристап ќе извојува победа над така наречената верска вистина. Ќе направи надприродното да биде неверодостојно и застарено. Но, што забележуваме во нашето толку посветено време денеска? Луѓето седаат истовремено и пред своите паметни уреди и пред компјутерите, како и пред тарот картите и хороскопите. Образовани луѓе со напредно размислување се целосно суеверни исто како и пред повеќе илјади години. Окултните појави, например, не исчезнале, туку напротив се нудат и шират без ограничување. Паганските обичаи станаа денеска белег нова наша цивилизација. Вештерки и волшебници се појавуваат на најгледаните телевизиски емисии. Филмовите и телевизиските програми се преплавени од надприродното. Следбениците на New Age, новата доба, се појавуваат во сите слоеви на општеството. Ги продаваат своите магични кристали и украси или пак повикуваат духови. Измами и лажни чуда се шират на сите страни. Се ова покажува дека историјата се ближи кон својот врв и дека според Исусовото пророштво живееме во време на доаѓањето на човечкиот син. Матеј 24:27. Седми знак. Разбуден свет. Што значи податокот дека современите народи се повеќе почнуваат да му придаваат важност на својот национален идентитет? Читаме во Библијата: станете народи, дојдете во долината на Јосафат, зашто таму ќе седнам да им судам на сите околни народи. Фаќајте се за српот, зашто жетвата е зрела, зашто е голема нивната нечесност, мноштво во долината на пресудата, зашто е близу Господовиот ден во долината на судот. Јоил 4 глава од 12 до 14. Азија и Африка се разбудиле од сон, се чувствуваат посилни и барат свое место под сонцето, место во светскиот економски поредок. Земјите на Средниот Исток, збогатени од продажбата на нафта, силно го шират своето влијание, додека различни етнички или пак може да ги наречеме религиозни групи ја остваруваат својата сувереност. Географските карти застаруваат веднаш по излигувањето од печат. Сведоци сме на неголемото будење на народите што некогаш биле забележено во историјата на светот, зашто е близу Господовиот ден, вели Јоил во 4 глава, 14 стих. Осми знак. Мировни планови и подготовки за војна. Зошто денес се наоѓаме во состојба ни на мир, ни на војна? Меѓу мировни преговори и подготовки за војни. Исус вака ги опишал деновите во пресет на своето доаѓање. А ќе чуете за војни и гласови за војни. Пазете се да не се оплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Матеј 24, 6 и 7 стих. Пред 20 век никогаш немало вистински светски војни, но во текот на овој век, речиси сите влијателни држави од светот биле вовлечени во светски војни. Од Втората светска војна навално живееме во сознанието дека само со едно лесно притиснување на копче светот може да се претвори во голема гробница. Зато не е ништо необично што Библијата зборува дека ќе бидат уништени оние кои ја расипуваа земјата. Откровение 11:18. Почитувани, живееме во необичен свет. Сите се согласуваат дека мора да настапи траен мир. Се зборува за мирот, оформени со меѓународни организации за одржување на светскиот мир, па сепак
вооружени судири пламнуваат и тлеат насекаде околу нас. Скриени непријателства, стари со векови, прераснуваат во отворени војни и судири. Погранични спорови се решаваат со топовски стрелби. Терористичките напади предизвикуваат воздушни напади и таквите дејства стануваат повод за нови терористички напади. Пророците Михи и Јоел прорекле дека во тоа време народите ќе зборуваат за мир, додека истовремено недовербата во соседите ќе ги присилува тајно да се подготвуваат за војна. Библијата од поодамна ја опишала ваквата состојба ни на мир, ни на војна, па објавила дека трајниот мир ќе завладе дури тогаш кој ќе дојде Исус. 9 знак. Голем напредок на сите подрачја. Зошто по многовековната човечка историја, човештвото дури сега остварува брз научен и технолошки напредок? Зошто средствата за масовна комуникација го направиле светот толку мал? Читаме во Библијата: а ти, Данаиле, пази ги во тајност овие зборови и запечати го овој книжен свиток до времето на свршетокот. Оди, Данаиле, овие зборови се тајна и запечатени се до времето на свршетокот, зашто многумина ќе испитуваат и знаењето ќе се намножи. Мнозина ќе се очистат, ќе обелеат и ќе се испитаат, а безбожниците и натаму ќе бидат безбожни. Безбожниците нема да се вразумат, а умните ќе разберат. Данијел, 12 глава, 4, 9 и 10 стих. 8 од наведените знаци, почитувани за близината на второто Христово доаѓање, почнале да се исполнуваат уште на почетокот од христијанската ера. Овие знаци се намножиле и го достигнуваат врвот во ова модерна доба. Но пророштвото на Данијел е единствено по тоа што се однесува на нашето време, на последното време. Пророкот Данијел во својот текст изјавува дека неговите пророштва ќе бидат протолкувани во последното време, односно во времето на свршетокот. Употребените изрази во ова пророштво јасно патуваат на нашето информатичко време. Во изминатите години знаењето се зголеми со молскавична брзина. Во еден коментар се вели вака: во последните 50 години имало повеќе промени отколку во изминатите 2000 години. Безбројните работи што не обкружуваат, ни Велс, ни Жил Верн не можеле да сонуваат ни во миговите на својата најголема творечка инспирација. Многумина ќе испитуваат и знаењето ќе се намножи. До пред 1850 година луѓето патувале служејки се со коњски коли, како што се патувало до тогаш. Денес го пробиваме звучниот зид и патуваме ни светот со надзвучни млазни авиони и вселенски бродови. Многобројните разновидни технолошки можности и приливот на пронајдоци упатуваат на исполнување на зборовите од книгата на пророк Данијел 12.4, како и еден од знаците дека живееме во последното време. 10 знак. Евангелието ќе се проповеда по целиот свет. Исус прорекол, почитувани, дека пред неговото второ доаѓање Евангелието ќе пристигне до сите краишта на светот и ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Матеј 24:14. Историјата бележи големи мисионерски потфати, меѓутоа она што се случува во поново време нема конкуренција во пишаната историја на човештвото. Со децени, речиси, половина од светот беше затворен за железната завеса и речиси недостапен за Евангелието. Деспотските атеистички режими ја
притисна христијанската вера. Едноставно, денес сме сведоци на буквална духовна револуција која го зафати целиот свет. Евангелието одговара на сите човечки духовни дилеми. Например, муслиманите кои со векови го затварале својот начин на размислување во врска со Евангелието, денес се вртат кон Христа и со радост ја прифаќаат надежта во неговото второ доаѓање. Евангелието денеска се проповеда по целиот свет како никогаш порано, со помош на современата технологија, например сателитска телевизија, интернет, радио и така натаму. Христијанската порака може да се пренесе до сите граѓани на светот во исто време и секој да ја слуша на својот мајчин јазик. Несомнено е дека живееме во деновите за кои Исус зборувал и ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет и тогаш ќе дојде крајот. Матеј 24:14. Кога ќе дојде Исус? Се поставува прашањето. Современици сме на религиозното будење, на овие 10 големи пророчки знаци кои се исполнуваат пред наши очи. Која ги опишува настаните, која ќе го забележи времето пред неговото доаѓање, Исус го завршил својот говор со следниве зборови. Еве што кажал Исус: "Вистина ви велам, ова поколение нема да помине додека не се збидне сето тоа." Матеј 24:34. Заклучокот е јасен. Поколението опишано во пророштвото ќе го види Христовото враќање на земјата. Исус многу брго ќе ги острани гревот и страдањата. Тој ќе дојде и ќе го воспостави своето вечно царство. Кој единствено го знае точниот ден на Христовото доаѓање? А за оној ден и час никој не знае, ни небесните ангели, а само мој татко. Матеј 24:36. Кое важно предупредување ни го дал Исус? Затоа бидете и вие готови, зашто човечкиот син ќе дојде во час кога не мислите. Матеј 24:44. Исус е единствената надеж на светот, на нови современ свет. Современиот човек е наполно свесен дека светската криза се продлабочува. Некои учајнички се обидува да ја спречат. Напредната технологија, економските теории и меѓународните организации се уште се парализирани од глобалните проблеми. Гласот на разумот и добрата волја, суровите гласови на националните поделби и од поборниците на раскол, но спокојниот Христов глас одекнува далеко посилно од сите нив. Јас сум патот, вели Јован 14:6. И ветува Исус: пак ќе дојдам. Христос е последната и најголема надеж за нашиот свет, бидејќи само тој може да го тргне гревот кој го уништува. Исус умрел на Голгота, го поразил гревот и овозможил спасение за сите кои ќе одговорат на неговата понуда. Кој врши грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Зато се јави човечкиот син, за да ги разурне делата на ѓаволот, пишува Јован во 1 Јованова 3:8. Спасителот отворил излез од овој хаотичен свет, жртвувајќи се себе си и проливајќи својата крв. Тој ист Исус, кој еден ден се со уништувањето на гревот ќе ги исцели сите болести во светот, сега сака да го остани гревот од нашиот живот. Немојте да го чекате неговото второ доаѓање за да се тогаш ослободите од чувството на вина, од грижите и лошите навики. Исус сега сака да ви го подари својот мир. Додека гледате оваа серија на предавање од Библијата и овие изнесувања кои укажуваат дека Евангелието чудесно се проповеда, ја потикнало Марија, слушајќи за скорешното доаѓање на Спасителот, како се да дошло на свое место. Се и се чинело разумно. Сватила дека до тогаш барала љубов, мир и среќа на погрешно место. Исус е одговорот за се. Утредента кога пасторот и неговиот помошник ја посетиле, Марија им раскажувала за својот скршен и напуштен дом.
Таа всушност имала горшлив живот. Како зависник од алкохол, таа стигнала до дното на животот и сега се издржувала со проституција. Која ги искажала своите проблеми пред пасторот, додала плачејќи: "Сношти ми зборувавте мене." Меѓутоа гласот кој допирал до низиното срце бил Божиот глас. Тој нежно изборувал: Марија решила да ризикува се. Го повикала Христа да дојде во низиното срце како Спасител и Господ и чврсто ја прегрнала надежта во неговото скорешно враќање. Во седмиците кои следеле, Марија сватила дека додека разговара со Исуса, се ослободува од многу стравови и несигурности кои порано се обидувала да ги стивне со алкохол. Исус почнал да ја ослободува од зависноста која го уништувала и нејзиниот живот. Марија, почитувани, се срамела од многобројните постапки што ги правила. Меѓутоа Христовата милост и простувањето биле посилни од нејзиниот срам. Многу научила од искуството на разбойникот на крстот. Во своите последни трагични животни мигови, разбойникот се свртил кон оној кој бил невин раснат, кон Спасителот крај себе, и го замолил: "Исусе, спомни си за мене, кој ќе дојдеш од Твоето царство." Лука 23:42. Исус веднаш ја прифатил неговата молба и знаете што? Му ветил место во рајот. Истиот Исус кој на Марија милосливо и понудил проштевање, како и на разбойникот пред смртта, сега и вам ви нуди спасение и целосно простување и внатрешен мир. Откријте го тоа сами уште денес. Кажете да на неговиот повик. И вие можете да се помолите со зборовите: "Сети се за мене, Господе, кој ќе дојдеш во царството свое." Исус ќе одговори: "Ќе бидеш со мене во рајот." Драг небесен Татко, ти благодарам за надежта дека Исус наскоро повторно ќе дојде. Во времето како нашево, кога Твоето доаѓање се приближува, најголем копнеш на моето срце да живеам за Тебе. Потребна ми е Твојата сила во секојдневниот живот. Помогни ми секој ден да станувам се посличен на Исус и да одржувам заедница со Тебе, проучувајќи ја Библијата и молејќи се. Помогни ми да живеам со таква вера, што и другите ќе посакаат да го запознат Христа. Те молам за се ова во Христово име. Амин. Боже, срцето те молам, вземи го. Христе, животот мој води го. Боже, срцето те молам, вземи го. Само на Тебе го предавам. Јас вечно ќе Ти вечно со песни Ти благодарам за сите Твои дела. Јас Ти Боже, срцето те молам, вземи го. Христе, животот мој води го. Боже, срцето те молам, вземи го. Само на Тебе
Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Почитувани гледачи, би сакали и денес да ви понудам бесплатно Свето писмо на српски јазик, Свето писмо, Стариот и Новиот Завет. Доколку се јавите на нашата адрес, односно на нашиот телефон, напишете ваши податоци, ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Нашиот телефон е 077 819 828. Доколку сакате да ја проучувате Библијата подлабоко, пошироко, еве ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа онлайн. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, не на самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ми простанува да ви се заблагодарам на вашето внимание. Бидете благословени од Бога и нека навистина Господ Исус Христос биде извор на нашата надеж. Довидување до наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.